Добар ден, ученици! Јас сум оделенски наставник Маја Попова Мачовска од Основното училиште Георгија Пулевски, Аеродром Скопје. На денешниот час по македонски јазик ќе се запознаеме со минато време. Што се ќе научиме на овој час, ученици? Да го определуваме глаголското време, минато време, да ги разликуваме формите на глаголите за минато време, да ја забележуваме промената на глаголите во минато време по лице и по број, да менуваме глаголи во минато време во сите лица, еднина и множина, да составуваме реченици со глаголи во минато време. Ајде да се подсетиме и да повториме. За кои зборови, ученици, велиме дека се глаголи? Ова го учевме минатата година. Се подсетивте, така? Глаголи се зборови кои означуваат дејство, односно работа. Како, например, седи, пишува, мисли, учи, стои, лежи, јаде, обработува. Сите овие зборчиња, ученици, означуваат дејство или работа. Овие зборови ги нарекуваме глаголи. Да го прочитаме текстот и да ги подвлечеме глаголите. Минатата учебна година одевме во училиште. Секојдневно се гледав и другарував со другарчињата од оделението. Сите заедно учевме и пишувавме, а на одморите трчавме и си купувавме ужинка од блиската пекара. Да се потрудиме, ученици, сите заедно сега да ги најдеме глаголите во овој текст и да ги подвлечеме. Ајде да пробаме. Така, првиот збор што го најдовме е одевме. Гледав, другарував, учевме, пишувавме, трчавме и купувавме. Да се подсетиме уште еднаш кои зборчиња ги подвлековме во текстот. Одевме, другарував, гледав, учевме, пишувавме, трчавме, купувавме. Забележуваме, ученици, дека во сите овие зборчиња кои што ги подвлековме во текстот, односно во сите глаголи, дејството се врши во минатото. Односно, пред моментот на зборување. Па велиме дека овие глаголи означуваат минато време. Да научиме. Глаголите ја менуваат својата форма по број. Глаголот може да биде во еднина и множина. Учев, учевме. По лице, прво, второ, трето лице, еднина и множина. Учев, учеше, учеше, тоа е прво, второ и трето лице еднина, и учевме, учевте, учеа, прво, второ и трето лице множина. И по време, глаголите може да бидат во сегашно, минато и идно време. Например,
учам, учев, ке учам. Да видиме како менуваме глагол по број и лице. Глаголот чита да го напишеме во сите три лица, еднина и множина, во минато време. Еве како ќе изгледа тоа. Во еднина јас читав, ти читаше, тој, таа, тоа читаше. Во множина ние читавме, вие читавте, тие читаа. Малку сега да повежбаме. Следниве реченици прочитај ги така што глаголот од сегашно време ќе го преобразиш во минато време. Сега, ученици, можете малку да го стопирате видеото и да пробате напишаните реченици да ги прочитате, но да внимавате глаголот во речениците да го изговорите во минато време. Ајде да видиме како го изговоривме глаголот, односно како ги изговоривме речениците во минато време. Во првата реченица глаголот е појадуваат. Оваа реченица во минато време ќе гласи вака: учениците појадуваа во училиште. Во втората реченица глаголот ни е учи. Да видиме како оваа реченица се изговара во минато време. Тој учеше брзо. Во третата реченица глаголот е готви. Мајка ми готвеше вкусен ручек. Домашна задача. Во тетрадка за домашна работа по македонски јазик напиши 5 реченици во кои глаголите ќе бидат во минато време. Ви посакувам успешна работа.